vaše visokopreosvećenstvo, česni oci, braće i sestri. Svetosta je kategorija koja ne može da se opiše s ovo svetskog kriterijuma, zato što svetot nema iskustvo za svetosta ako ne žive istota. Svetosta znači odvojenost. Od što? Od greva i smrta sledstveno na to. Денеска имаме светител кој подобава да го следиме неговиот живот и неговиот животен наратив, неговиот животен пат воопшто. Го славиме Свети Наум, Охридскиот чудотворец, кој дојде од Моравија после мисијата која имаше со светите браќа Методи и Кирил. Дојде заедно со другите петочисленици, така наречени учениците на светите Методи и свети Кирил. Дојде за да не секако со предумисла дека нешто ќе направи овие простори, меѓутоа Господ ги отвори сите можности за овој народ, словенскиот, кој во тоа време живееше на овие простори, да се евангелизира. Зашто елините беа евангелизирани многу векови наназад. Во Охрид, каде што Свети Наум го гради својот манастир, постоеше веќе епископија елинска, тоа значи од Вселенската патриаршија, и еден светител кој денеска го прославуваме, Свети Григори, беше епископ на Охрид, на градот, затоа и Свети Климент, кој доби титула епископ, прв словенски го велиме, не ја доби титулата Охридски, туку ја доби титулата Дремлицки епископ, како поможен епископ на епископот Григорий, кој беше во Охрид во тоа време и учествуваше на Фотиевиот собор, на патриархот Фоти, кој ги испрати светите браќа Методи и Кирил. Климент Наум, кој денеска го спомнуваме и го славиме, во далечната Моравија, тоа е денешка на Словачка, за мисија меѓу словените. Меѓутоа, после завршувањето на таа мисија, да не должам како беше, колку беше успешна, колку препреки имаа светите браќа на таа мисија, Климент Наум, Сава Горас и Ангелари се вратија на овие простори. Меѓутоа, на овие простори беше Бугарското царство. И затоа тие отидоа кај бугарскиот цар Борис да побарат уточиште. И тој ги прати во најдалечните предели на империјата, кои може би беа најприкладни во тоа време да може да се прилагодат на словенска пракса и словенска богослужба. Затоа што во тоа време во бугарската држава беше потполно примена елинскиот јазик и елинската богослужбена пракса. Зборуваме, значи, за 9 век уште. Во тоа време Свети Наум, заедно со Свети Климент, бараат дозвола од царот Борис да отидат во некои делови каде што ќе има успех мисијата меѓу словените. По Божја промисла, веројатно, и царот Борис, кој е свет цар, им ги дава пределите на денешен околу Охрид и околу Охридското езеро, и таму Свети Наум го подига својот манастир, а манастирот, знаете,
колкава привилегија, не како царска привилегија дека има нешто недопуштено што му е нему допуштено. Туку привилегија од Бога има, затоа што луѓето што живеат во манастирот се 100% или бар би требало да се 100% посветени на волјата Божија. Затоа Свети Наум, секако со помош на народот побожен, го изградил овој манастир кој денеска постои, или ако не е истиот како што е изграден во 9 век, потсад на истите темели е изграден и овој манастир кој денеска го посетуваме и по кој денеска се богослужи, во името на светите архангели Божи, како и што го посветил Свети Наум, и ако денеска тој манастир во чест на Свети Наум се вика Свети Наум. Манастирот е посветен на светите архангели, затоа што така ним го посветил Светиот Наум Охридскиот чудотворец. Тој ја направил вториот дел на мисијата меѓу словените, а тој е монашкиот дел, зашто еден е делот на преведување на богослужбените текстови, кој е многу важен и неизоставен, меѓутоа вториот е да се пренесе етосот, начинот на живот на православните христијани. И тој нам, на словените, од овие простори пренесени многу рано. Значи, некој предпоставува дека словените прво почнали да доаѓаат во 6-тиот век. Ние во 9-тиот век веќе имавме и писмо, имавме и проповед на Евангелието на свој јазик. И тоа е значително важно. Сега дали од тука, од овие простори или од некогашната Охридска архиепископија се заквасиле и други словенски територии, како што се претпоставува дека и Руската црква добива евангелизација токму од овие простори, тоа е тешко докажливо, меѓутоа може човек и вака и така да си ги толкува работите. Ама немаме практични докази за тоа, меѓутоа многу е важно дека на овие простори ние ги имаме првите просветители меѓу словените. А тоа се Климент и Наум, Охридскиот чудотворец, че споменен го празнува. Свети Наум е име кое оставило печаток на широкиот регион, денеска во Елада, денеска во Албанија исто. Го има името Наум, затоа што не е тоа име како на словенски го преведуваме и звучно има значење, нешто на ум да имаш. Туку тоа е име од пророкот Наум, кој на еврејски во превод не значи исто како и на словенски Наум. Меѓутоа во чест на пророкот Наум го добива името и преподобниот Наум Охридскиот чудотворец. Тие факти се неизоставни за да може правилно да се толкува доаѓањето и мисијата на светите Климент и Наум Охридскиот чудотворци. Иначе, ако не ги склопиме во целата до целиот тој расказ за времето во кое што живееле и делото кое што го направиле, ние денеска можеме да го имаме како политички представник, но тоа му ја снижуваме вредноста на Свети Наум. Затоа што било од тука и затоа да го почитуваме Свети Наум. Тоа е многу мала компонента, не е важно, секако. Ние ги сакаме, сме сопатриоти со оние кои живеат во околината во која што живеат. Меѓутоа не е тоа најважното. Најважното е дека го закваси овој народ со монашкиот живот. Му ги отвори перспективите за монаштво.
А тоа не е затоа што така се роди Свети Наум како монах, туку затоа што претходно го научил тоа, го примил како предание на црквата и ни го пренесе автентичното предание на монашкиот живот во црквата. Ова прилика ја користам, браќа и сестри, да му го честитам и именденот на владиката и митрополит на ова свештена епархија Наум, кој го носи името на светителот кој денес го славиме. Нека му даде Господ заедно со оваа богоспасаема паства, секако со целокупното свештенство и монаштво кое го има, долгоденствие, уште многу години, да го води народот кон спасение. Тоа е смислот за тоа, на тоа не научи Свети Наум, особено Свети Климент, не научи како епископ Свети Климент зборува, како да го водиме народот кон конечната цел и смислата на животот, тоа е спасение. Тоа спасение за кое сме жедни, нека не го подари Господ на сите, нека ни даде долгоденствие, односно бар толку колку што е неговата замисла, дека ние ќе можеме да се спасиме во тој период на живот кој ќе го живееме. Честито да ви е, владико, на многу години се здрави и живи и уште долги години да го пасите овој словесен.